Здраво и добре дојдовте во деветото видео од бесплатната програма на Мастер LinkedIn Бари работа заедно со Мастер LinkedIn. Јас сум Милена и денес ќе збориме за финансиска писменост. И самите сме свесни колку фалат прво едукација, а второ ресурси кога се работи за финансиска писменост за млади. Најчесто кога ќе добиеме првата работа, не размислуваме воопшто на штедење, ниту пак на како да ги заштедиме своите пари. Туку повеќе сме насочени кон што сакаме да си купиме и што сме сакале да добиеме и како можеме да го оствариме истото. Ова воопшто не е погрешно, но сметам дека е важно од млада возраст да се фокусираме на како да ги заштитиме нашите финансии и како можеме ефективно да бидеме подобри во менаџирање на својот капитал. Поради тоа што колку порано почнеме со финансиска писменост, толку подобри ќе сме во истото. Тука сакам да посочам и дека финансиската писменост, толку го не знаете зашто е важно, таа е исклучително важна за вие да може да ја задржите вашата продуктивност, но и квалитет на живот. Таа ви возможува, доколку имате итен проблем, дали ваш личен или на фамилиарен член, да покриете трошоци, доколку ви отпуштат од работа, да имате стабилен живот и да не бидете во криза за наоѓање нова работа веднаш, да имате планирано трошоци однапред и да можете да имате некој стандард на живот кој што ќе го задржите долгорочно. Од тој аспект финансиската писменост не само што ни помага да живееме стабилно, туку исто така ни помага и да инвестираме во себе си, да ги зголемиме нашите ресурси и да имаме огромен напредок на личен план, затоа што ни помага пред се да инвестираме во себе си. Со тоа би навлегла во неколку совети за како да имате финансиска писменост и што е најважно на почетокот. По завршетокот на ова видео во нашиот едукативен хаб, сите што сте зачленети преку формата ќе добиете листа на ресурси како корисни книги за финансиска писменост од финансиски експерти и наш темплейт за како вие да си следите вашиот буџет и како да можете да го менаџирате вашиот буџет полесно. Тоа што ќе го направиме, прво ќе се фокусираме на буџетирање. Буџетирањето е доста едноставно и ќе има неколку категории. Првата категорија е приходи. Да кажеме дека заработувате 30.000 и добивате фриленс приходи од 10.000. Тие 40.000 денари би биле наведени како приходи. Од таму продолжуваме во следната категорија. Следната категорија ќе биде трошоци. Во трошоци треба да имате повеќе категории од типот на кирија, храна, превоз и слично, па и категорија како забава. Важно е од платата вие да поделите буџет за сите овие категории и да тргнете 10% на страна за вас, односно за вашата иднина. Тоа на некој начин се вика плаќање на себе си. Од тој аспект најважно е првен да имате темплейт за финансиска писменост, без разлика дали нашиот или било кој друг на интернет. Верувам дека има огромен избор и ќе може да најдете што одговара за вас. Да почнете да следите ваши приходи наспроти ваши трошоци и да видите колку ви останува на крајот на месецот. На почетокот на месецот прво да се платите себе си, односно кога ќе добиете плата, да тргнете веднаш 10% од таа плата за вас и потоа да почнете да ги пополнувате другите категории. Овие 10% кои што ги тргате на страна за вас, ќе ги збориме за многу кратко, така да запамтете во тој момент. После буџетирање, втората точка е краткорочни и долгорочни цели. Сите имаме финансиски цели. Пример за краткорочна финансиска цел е сакам да одам на одмор летова. Пример за долгорочна финансиска цел е сакам да си купам кола. Двете цели се достижни, но треба различна временска рамка. Па, со самото тоа, имањето на долгорочни и краткорочни цели ви помага и ве мотивира да буџетирате и да си ги искористите паметно вашите финансии. Со тоа што вие ќе буџетирате, ќе видите секој месец, на крајот на месецот, како стоите во вашите цели и кога можете да ги подобрите. Буџетирањето е првиот чекор, а поставувањето на цели е вториот чекор кој што ве држи мотивирани во овој процес. Една од целите и третиот чекор на кој што ќе се фокусираме денеска е создавање на фонд за идни случаи. Односно, сите сме свесни дека животот е непредвидлив и некогаш може да се случат работи кои што се насакани и да не изненадат. Од тој аспект е добро да имаме некоја поддршка или некоја помош која што ние самите сме си изпланирале. Тука доаѓаат тие 10% кои што ги спомнавме претходно. Односно, треба да имате фонд за идни случаи, каде што собирате неколку месеци за живот. Пример, доколку вие буџетирате и го видите дека трошите на месец 25.000 денари или, пример, 30.000 денари. Вашиот итен фонд за 3 месеци е 90.000 денари, а за 6 месеци 180.000 денари. Секако дека оваа сума нема да ја соберете преку ноќ, но долгорочно вие ќе можете оваа сума да ја соберете ако тргате секој месец по 10% од вашата плата. И доколку во одреден момент имате проблем од типот на ја губите вашата работа или имате непредвидени медицински трошоци, оваа сума наведена како фонд за итни случаи ќе може да ви помогне
тука да не заглавите во долг. Ова е многу важно да се почне од помлада возраст, затоа што ви возможува оптимално да ги користите вашите пари, а при тоа само 10 до 20% од вашите примања. Имањето на фонд за итни случаи е важно за вие да имате безбедност во иднина и исто така да можете да се погрижите за вашето здравје или за вашите потреби доколку е тоа потребно. Четвртиот аспект на кој што ќе се фокусираме е инвестирање. Сите знаеме дека во денешно време инфлацијата се менува доста брзо и со моменталниот пазар на труд има доста промени. Па затоа е важно да најдеме начин да го заштитиме нашиот капитал за кој што работиме. Најлесен начин да го заштитиме нашиот капитал е со инвестирање без разлика дали во акции, криптовалути или недвижнини. Секој може да најде што најдобро одговара за него. Јас имам гостување кај Иван Ивановски кога се работи за инвестирање, поради тоа што имам инвестирано од доста рана возраст и во криптовалути и во акции и сметам дека тоа е важно за секој кој што сака да напредува во животот. При тоа сметам дека тоа може да биде долгорочно многу вредно доколку правилно инвестираме. Тука не сакам да ве наведам на некакви финансиски услуги или да ви понудам нешто да купите. Сметам само дека е важно да се покрене свест кај младината за како да ги заштитиме нашите финансии од млада возраст и како да ги инвестираме истите. Па затоа ве охрабрувам вие да направите истражување на темата. Како што споменав претходно по ова видео, вие ќе добиете листа на книги каде што може да добиете корисни ресурси и финансиски корисни ресурси од финансиски експерти. Исто ќе добиете и темплет каде што може да буџетирате. Па оставам на вас да истражите како и каде би инвестирале. Има доста ресурси на интернет за на кои платформи може да се инвестира, како може да се инвестира и на вас е да истражите во кои компании би инвестирале и како би инвестирале. За крај, петтиот совет е како да ги искористите модерните технологии. Во денешно време сите знаеме дека ако нешто може да се автоматизира, подобро да се автоматизира отколку да се остави на нас да го направиме. Па од тој аспект, нашиот петти совет е да одредите една сметка каде што ќе ги собирате овие средства за итен фонд, а потоа каде ќе ги чувате оставаме на вас дали ќе бидат во акции, на сметка или во криптовалути или пак во недвижнини. Битно е во одреден момент овие пари да можат да бидат ликвидни и исто така вие да можете да имате пристап до нив. За сигурно да го направите вашето штедење, важно е да поставите траен налог од банка. Од сметката на која што би добивале плата до сметката каде што вие ја собирате, на некој начин сумата за вашиот итен фонд. Со самото ова, веднаш што ми легне платата, вие добивате 10% од платата директно на таа сметка и на тој начин вие можете да се осигурате дека веќе сте го направиле првиот чекор за финансиска писменост, а тоа е сте се платиле себе си пред да им платите на сите други. Како пример, собственикот на станот кој што плаќате кирија, човекот во маркетот кој што ви продава храна или човекот кој што ве се погрижува за вашиот превоз. Многу е важно поред да се платиме себе си и да планираме долгорочно за наша финансиска безбедност. Како и секогаш, ви благодарам за вниманието. Последно видео ќе се фокусираме на временски менеджмент и на стрес менеджмент. Се надевам дека овие ресурси ќе ви бидат корисни и се надевам дека делот од ресурсите кои што ќе ги споделиме во едукативниот хаб исто така ќе ви се најдат. Доколку имате било какви прашања или коментари, ви стоиме на располагање, без разлика дали на Instagram или на LinkedIn. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во следното видео.